Добар ден и добре дојдовте во контактната трибина Бумбар на телевизија Нова, каде вие граѓаните го бирате настанот на денот. Она што ви го нудиме денес веќе е запишано во табелата, веќе можете да го видите на вашите екрани, а јас ќе ви го објаснам малку подетално. Веднаш потоа гласањето започнува. Малку подоцна ќе дискутираме околу правилата на гласање, а сега да видиме што имаме на дневен ред. Председател на собрание не морало да се бира во парламентот. Според лидерот на СДСМ, Зоран Заев, тој можел да биде избран било каде. Значи ли тоа постоење на паралелно собрание? Ова мнозинство овде има право и обврска да избере председател на собранието од своите редови. И за тоа ќе носи одлука. Ќе носи одлука во ова сала, ќе носи одлука во некој од другите сали во собранието, во ходникот, на скалите, во амфитеатарот на парламент, на правниот факултет, во Ману, ќе носи одлука. Седницата од која што гледаме инсерти се уште не е завршена, доколку следевте поенти со Гоце Михајловски, таму се вклучивме во парламентот, каде се пеат песни, се скандира, значи тензично е во парламентот се уште. Продолжуваме со предлогот со реден број 2. Наскоро автопатот Демир Капија Смоквица ќе биде готов, најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на својата Facebook страна. Изградбата е во должина од 28,2 километри, а инвестицијата е 217 милиони евра. Средствата се обезбедени од буџетот на Република Македонија и ИПА. Целата траса е комплетно асфалтирана. Автопатот е граден со 6 ленти, односно по 3 ленти на двете страни. Има вкупно 6 мостови, 2 тунели, 1 мониторинг центар за контрола и безбедност во сообраќајот. Ова се двете теми за кои што денес дискутираме и од кои што го бираме секако настанот на денот. На располагање имате по еден бумбар, или бел, или црн, во зависност од тоа како вие гледате на настанот. Дали според вас тој е позитивен или е негативен. Секако можете да ни пишете и на Facebook и на Twitter, и тие гласови ќе бидат земени во предвид при креирањето на конечната табела, а секако можете и да коментирате, коментарите ќе бидат прочитани. Мислам дека веќе е време да започнеме. 2402002 и 2402005 се телефоните на кои што и денес комуницираме, и време е да го вклучиме првиот гледач за денес. Добар ден. Добар ден, Тањо. Повелете. Ајде, Јовица, од ето поздрав, од ето пак. Што се одлучивте? Јас се одлучив за црн бумбар за Заев. Црн бумбар. Мнозинството ќе избере председател на собранието било каде. Не мора вели тој во парламентот. Ако сака кај мене дома, нека, ево, близко е речица, кај мене дома, утето нека направат. Ама, дали ќе биде валидно? Jer се ја денеска случајно на една телевизија прашав слугата Јерне и неговото право. Па ми одговори Лиле, веројатно ќе се јави вашата представление и вика, не знам кој е писател, ни каже Иван Цанкар. Додека он мислеше, се однесува за господинот Заев, ово што сака да го направи, ова е ново царство. Не е Австро-Унгарија, него е Хрватско царство. Погрешно време сте фатиле. Затоа тие сакаат да брзат, да направат некој гаф, гесло, и ако искористат албанците, како да ти кажем, ја на улица на тепачка, може у кафана сум чествел. Мислите дека ќе дојде до тензии доколку такво нешто се случи? Да, само на улица. Само на улица. Никаде друго. Ви благодарам, господин Јовиц. Али ако не е вака уште една Тањо, извини уште малку. Ако и потегни овие работи на улица, од дома ќе добие и тој фрчковски села ќе добија дома, господјо. Ки ве молам само да не излезе дека од оваа емисија повици на насилство се упатуваат. Ви благодарам за јавувањето. Ќе бидете сите коректни во изјавите. Во меѓувреме гледаме што се случува еве во центарот на Скопје. Таму момент само. На улица дома ќе добие. 60-ти ден се протестира за заедничка Македонија. Денес од заедничка Македонија, од оваа иницијатива, му порачаа на Заев да не си се осмелил, така некако беше, да парафразирам, да не го почитуваш деловникот. Добар ден.
Ало, добар ден. Кој ни се јавува? Повелете. Гледач, врска со првата точка. Бумбар, црн, прецрнет, зацрнет, како што е самиот бумбар, значи. Дека може во било каде, дали во јавна куќа или во ВЦ, тоа нема ни шанса, тоа се рачуна за државен удар, тоа се рачуна. Значи, предавство е тоа тешко кривично дело и сите тие ќе видат таму во човекот парламентарците, однатака сите тие ќе одговараат за велепредаја. За велепредавство. Да, велепредавство, кривично дело, најтешко кривично дело, во сите држави се казнува со смртна казна, овде со доживотна робија, пошто нема смртна казна. И без разлика кој е однако срамота е, значи стварно нема свес. Ај за македонците, мене не ми јасно, албанци си сакаат колку што може, толку ги заграбаат, мада ништо, никакви права не да. Значи, они едноставно сакаат да ја окупираат Македонија и да извршат геноцид. Зато бараат да признаеме ние дека се изврши геноцид. Тоа што сака да изврши геноцид и тој што е заедно со него, и тој ќе падне. Значи, Господ е над сите, да не се плашиме, а ова заедничка Македонија очигледно дека они не сакаат да живеат во заедничка Македонија, они сакаат во Албанија да живеат. Македонија да направат Албанија и ако не му се свиѓа химната, нека се оди, нека се слуша во Албанија, а овде е Македонија. Значи, ако заслужи да биде граѓанин, ќе биде. Ако не, не мора да биде. Тоа е во секоја држава. Нека бара така во некоја друга држава. Он бил роден, па што е кој роден? Тоа значи дека ќе му дајме право да биде негова држава, не наша. Значи, тие не мразат нас. Очигледно дека не мразат. Ви благодарам. Ви благодарам, поздрав до вас, се најубаво. 6 црни бумбари за темата за која што вие гласевте. Добивме еден бел за темата 2, Груевски, наскоро нов автопат, Демир Капија, Смоквица. Катица Јанева ни дава еден голем црн бумбар за првата тема, Анета Генова бел бумбар за тема 2, Љупчо Димовски тема 1 црн бумбар. Мила Стојановска тема 1 црн бумбар, председател на собрание се избира во собрание на државата, а не било каде. Вакви се коментарите на Facebook, има уште доста. Еве Новаковиќ Вера дава црн бумбар за тема 1. Нажалост, што ќе се очекува од Заев, ако некој хулиган фрлаше бој по спомениците и сега на скали председател ќе бира и за мене не можам ова да го дочитам. Иван Алексиевски тема 1 црн бумбар, Христина Кики најголем црн бумбар за првата тема, дали е задоволен, еве запеа и албанска химна во собрание. Игор Ивановски тема 1 црн бумбар. Не знам што се случува во собранието, но наскоро ќе имате можност да дознаете, бидејќи ТВ Нова е таму со своите камери. Продолжуваме со гласањето. Добар ден, кој ни се јавува следен? Добар ден. Со кого зборувам? Голем од Штип. Гледач од Штип. Зашто се одлучивте? Голем црн бумбар за криминалецот Заев и да му се отворе главата дали има мозок или прашина. Без навреди, ве молам сам. Ако сака да си оде во Албанија цела комплет. Така, поздрав, пријатно. Ви благодарам, ќе ве замолам само без навреди да бидат вашите јавувања. Добар ден, кој ни се јавува? Дедо Љубе од Велес. Дедо Љубе, каков е вашиот избор денеска? За првата тема, голем црн бумбар, Кошар планина Заев, нека не прави такви работи, оти ќе потврди за тоа што негираше дека пуч не правил, а сега сака да потврди, нека покуша да направи такво нешто. Вондрена состојба, сите ќе бидат врзани, а народот ќе гргне, народот ќе ги врзе. Нека седе мирен, нека се откаже од платформата, зашто си ја зацрнуе својата иднина. Неговиот балон е издуван, го советувам со се најубаво, немој да прави такви работи. Нека повлече платформата и ќе си биде премиер. А зошто не и користи овие мудри пораки? Македонци ли сме, што сме? Албанците убаво прават, арно му прават и очите ќе му ги извадат. И се ќе му направат, зашто тој самиот се дава. Албанците не ни се кри, они ако можат и цел свет ќе го албанизираат. Па ваквија итер народ ја не сум видел, да не можеме да се справиме со еден груш народ. Па Албанија, албанците, они што бараат? Они се си добија, Косово, Албанија, таа чрамаја нека си ја бараат. Што бараат кај нас? Западна Македонија е нивна. Устав, па химна нека си направат, ете и химна нека имаат.
Нека пеат, нека лета оравот, ама покрај химната, што ќе ја пеат, прво ќе ја пеат нашата, па после нивната. Оревот и знамето наше заедно и се ќе бидеме мирни, зашто прават ненормални. А зајко албанците ќе го обесат и тоа на камен мост да му е јасно. Со албанците он нека не се заебава. Ајде пријат. Ви благодарам, без погредни изрази само ве молам. Продолжуваме понатаму. Добар ден за нашиот следен гледач. Добар ден, Тања, и секој е добро од Господа покажувам. Секој е добро и вам. Зашто се одлучивте? Од се срце Црн бумбар за првата тема. Црн бумбар за првата тема. Ваш коментар? Мнозинството се знае каде се наоѓа и каде се избира председател. Во собрание. Сето тоа што го зборува господинот Заев е како прво противуставно, против деловнички и својствено малтене државен удар. Заради тоа што он во неговиот говор, убаво слушавме, вели точно е тоа, точно е дека не се менја химна, точно е дека не се менува знаме, точно е дека не се менува, не се оди на двојазичност. Јас би рекла, кога би било така, меѓутоа не е така. Треба да свати еднаш дека народот не му верува. Не му верува нити на него, нити на цела СДС партија, бидејќи тој го изигра народот. Го изигра со постизборната платформа и сега уште ќе се бира председател на собрание, а потоа ќе се донесува законот за јазици, а тек после потоа ќе ги добие подписите за мандати за составување на влада. Неговиот терк го знаеме и народот не пие нафта, Тања. Народот пие вода, каква таква, вода. Благодарам. Тоа е тоа. Благодарам. Поздрав до вас. 18 веќе црни бумбари имаме за темата 1. Заев вели, мнозинството ќе избере председател на собранието, не мора во парламентот, може било каде да го избереме. Еден бел бумбар за темата 2, Груевски, наскоро нов автопат, Демир Капија, Смоквица. Доста коментари и на Фейсбук, Анка Илиева за темата 1, еден голем црн бумбар, Бинка Стојковска, црн бумбар за првата тема, Маријан Јанев, голем црн бумбар за првата тема, Владко Петревски, Заев уште веднаш да се уапси, црн бумбар за темата 1. Вака изгледат зидот на Фейсбук на ТВ Нова. Ана Котевска, ако изберат председател, на таков начин сите да бидат уапсени како почисти. Црн бумбар за темата 1. Бути Голтек ексклузив, тема 1, огромен црн бумбар, Заев нема да формира влада, нема шанси. Синиша Ѓоргиев, голем и најголем црн бумбар за Заев. Драган Глигоровски, тема 1, црн бумбар. Продолжуваме со јавувањата и на телефоните 2402-002, 2402-005. Вие можете да продолжите и да гласате на Фейсбук, а во меѓувреме гледаме колку е масовно и денес низ центарот на градот за заедничка Македонија. 60 ден го развива знамето низ улиците на Скопје, низ улиците на сите поголеми македонски градови. Добар ден. Ало, добар ден. Со кого зборувам? Со Али од Тетово. Повелете, Али, зашто се одлучивте? За еден бел бумбар за Заев може да избера председател на собранието. Да ни го образложите белиот бумбар? Како? Дали ќе ни дадете образложение? Сакав и да му коментирам на дедото од Велето. Зборувате. Да, ќе ви давам, зашто Заев мисли добро. Знаете, и не сакам да коментирам за дедото што е од Веле, што се јави. Знаете, дедото дека за ова македонска држава се бориле и албанци. Добро. Каква врска има сега ова со тоа? Па се има дека и албанците плаќаат за ова држава, и војска биле албанците за ова држава, од сите страни албанците. Па има врска зашто Дали ви пречи тогаш оној дел за геноцидот? Па за геноцидот не се зборува за македонците што е седна, тоа е била една комунистичка држава.
Не ми пречи, знаеш зашто? Еве ќе ви дам ја образование зашто. Велите заедно сме биле во се. Геноцидот се работи за една комунистичка Југославија што бил дека имате преку 200.000 македонци што биле. Да, 200.000 македонци би биле затворени. Цела Тител телевизија, Канал 5, ви имате програми што биле македонски патриоти од тој режим. Вие сте прво треба македонците да го осудат тој геноцид. Малку ве изгубив со телевизиите и минатото, но толку. Тука завршуваме бидејќи нема повеќе време. Мора да завршиме, немаме повеќе време. Малку ми ги измешавте декадите. Името, презимето не го сменува. Нема да дискутираме тука за друга телевизија. Аз ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам. Без кавги. Режија ве молам. По една минута за секого и без кавги. Значи, ако дискутираме за историја, да дискутираме за историја. Ако дискутираме за телевизии постоечки во моментов, веќе зборуваме за многу години нанапред. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден. Кој ни се јавува, повелете? Македонка од Велес ви се јави. Повелете, господја Македонка. Црн бумбар за Заев. Ќе биде бумбар од црн и ќе ни кажете зошто? Па, јас сум против Заев. Не сакам он да избира председател на собрание. Си имаме ние Македонија е наша, на македонците. И не може секој како што сака да игра со Македонија. Мислам дека треба он да се освести, а што им ветил тоа на албанците, он не смее тоа да го направи. Пошто македонскиот народ ќе реши за тоа. Друг нема што да решава. Он не е тоа надлежен, нема врска ако е. Ви благодарам, господја Македонка. 22 црни бумбари се за темата за која што вие гласавте. Имаме и еден бел од господинот што се јави пред малку, значи ќе бидат 23 вкупно. Ќе биде запишан, верувам, заедно со сите оние бумбари на Facebook. Жане Карамфилска, голем црн бумбар за првата тема. Заев очигледно мора да плати достасани фактури за да седне на таа фотелја, не бира средства. Тони Петровски, да живее Република Македонија. Драган Глигоровски, тема еден црн бумбар. Добар ден! Малку тонот на телевизорот ќе го намалите, за да можеме убаво да се слушнеме. Добро. Ете така. Добар ден! Се слушаме сега. Елена Митева, огромен црн бумбар за темата 1. За темата 1 голем бел бумбар од Адијат Фета, Значи, два бели бумбари имаме за темата 1 и 22 црни. Добар ден! Добар ден. Со кого зборувам? Со Бујар. Бујар, зашто се одлучивте? Да, се одлучив, нема на кому да се даде сега бумбар црни и то да ги омаложуваме нашите луѓе, тие се наши луѓе. Као прво. Црн бумбар не значи омаловажување, црн бумбар значи дека не се согласувате едноставно со нешто. И имате право на тоа. Ваше демократско право да бидете за или да бидете против. Исто како кога излегувате на избори и гласате. Сега господја пред малку вика дека Македонија е на македонците, ова, тоа, Македонија така е на сите нас. Тоа си е нејзин став. Вие сметате дека Македонија е на сите нас, добро? Мислам дека Македонија, како што плаќа она, и мене дедовци, прадедовци пред 500 години ми живеат тука. Македонија е колку е незина, е и моја земја. Значи, не треба ние да одиме сега на многу лоши работи, така како што вика таа. Зашто се одлучивте? Од овие предлози, што е вашиот избор? Кој е настанот на денот? Па настанот на денот е дека, добро, овие се бумбарите не го разбирам, малку извини. Да ви објаснам, ако настанот е позитивен, давате бел бумбар, ако е негативен, давате црн бумбар. Од овие две теми кои што ги гледате? Ја давам бел бумбар. Зашто? Па, не знам темата зашто беше. Добро, ви благодарам што ни се јавивте, следете не до крај, па ќе видите зашто дискутираме. Време е за блок реклами, веднаш по нив се враќаме назад.
Уште толку време колку да се преброиме што направивме денес со бумбарите, да видиме конечната ситуација во табелата и да видиме кој е настанот на денот. Еден бел бумбар остана за темата 2, Груевски наскоро, нов автопат Демир Капија Смоквица, а настанот на денот ќе биде со црна боја. 24 црни бумбари, 3 бели. Зоран Заев, мнозинството ќе избере председател на собранието било каде. Не мора во парламентот. Дали ова значи воведување на паралелно собрание? Граѓаните велат да, очигледно е така, затоа што 24 се црни бумбари од 27 вкупно добиени. Бидејќи го изгласавме настанот на денот, црниот бумбар остана уште толку време колку да се одјавиме, колку да си кажеме дека ќе се видиме утре, а јас да ви кажам да останете на фреквенцијата на телевизија Нова, следува Бојана Димитриевска.